Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Црн бумбар за темата. Црн ќе биде бумбарот за темата. Добро, и да слушнеме како вие ги гледате овој прв круг од изборите. Вака, сакам да кажам дека во врска со изборите очекував дека изборите ќе бидат премногу убави, демократски и како што многу пати сме зборувале празник за душата. Али мислам дека од сето тоа во Македонија ништо не се случува и нема ништо никош повеќе да се случува. Сум гласал 17 години за партијата СДСМ. Сум гласал 10 години за партијата ВМРО. Сум ги пробал сите и мислам дека од овој момент натаму, од вчерашниот ден, ќе бидам најголемиот неверник и ќе се срамам што сум воопшто роден во оваа држава. Ако ми дозволите да ви кажам зошто. Да чуеме. Вработен сум во Министерството за внатрешни работи. Се викам Орде Цветановски и имам 32 години стаж во полиција. Не знам уште колку работи немам преживеано, дали било тоа од војни действија, дали било од акции, дали било на Шапка, дали било на Ваксинце, на Вејце, кај што колегите и останавме. Не сум се исплашил колку што се исплашив вчера на вчерашните избори во нашава Македонија. Бев на работа од 5 савајлето, цел ден до 23 часа нојта на општина Лозово. Добре. Кога си дојдов од работа во 23 часот, кога си дојдов дома, во мојот стан, во населба Лиска во Свети Николе, пред мојот стан, каде што живеам со мојата сопруга и со 2 малолетни лица, дојдоа 40 возила со најмалку 100 активисти на СДСМ, кои што културно и уредно е прославуваа нивната победа. И нека му е честито ако му е заслужена. Али не требаше да бидам најголемата жртва и не требаше да биде мојата фамилија и моите дечи на 12 години да бидат потресени цела ноќ. Затоа што тие 100 активисти со нивниот предводник за денот на молкот, кој ми се закани лично, дека господине Орде од понеделник ќе те нема, ќе видиш што ќе ти се случи. Поради нивните политички определености. Ми го обколија станот. Фрлаа по џамовите поролетните со секакви предмети. Влегуваа во ходнико групи. Ми влегуваа на вратата. Ми тропаа. Извикуваа, скандираа 100 души од надвор. Излези копиле битолско да видиш што те чека надвор. Излези пичка или ти матери да видиш кој сме ние. Знам дека цитирате, но ве молам. Ќе бидам уште краток. Шутка малку ќе ти биде, ја не можам да сватам зашто на овој човек шутка ќе му биде малку. Излегов по пижами, надвор, во ходнико на зградата, живеам на приземље. Ги прашав, господа, шо е проблемо? Што ова фамилија направила према вас да вие вака да се однесувате? Ме фатија на сила, ме извлекоа надвор во ходнико, ме извлекоа надвор на паркинго. Физички ме нападнаа. Бев претепан, бев влечен, бев малтретиран на мои 48 години. Излезе моје дете на 17-18 години да плачи по мене и да се моли да ме пуштат. Извинете многу, господја Тања. Повикувам вашата телевизија. Кога сака, уште утре од Савајле, нека дојде во Свети Николе. Нека снима. Искршено ми е мојето Ауди А4. Се заканија дека ќе умреме, се заканија дека ќе не убијат. Ние седиме дома сега. Ги познавате ли тие лица? Познаваме све. Сите познаваат. Работи моментално полицијата на расчистување на случајот, али верувајте, сакам да знае целата јавност, за тоа што денеска имам сознание дека работите тргнаа веќе во друг правец. Господата дошле да прославуваат, а јас сум бил тој што сум излегол и што сум ги нападнал. Убаво имаме ние сведоци тука од цела зграда, како ме повикуваа, како ме нарекуваа и како ми се закануваа.
А господино што ми се закани во теко на молкот кога ние работевме нашата работа, нека му служи на чест мојот комшија. Нека му служи на чест. Али ако мислат дека вака треба да биде, да уништуваат нечи животи, нека размислат колку е тоа во ред. Господ ќе ги казни. Повикувам телевизиите, кој сака да дојде да снима, да дадам изјава лично, да слушнат вистината и да видат каде овие деца сега си кријат по станот, не смеат да излезат надвор во Свети Николе. Ви благодарам, господин Лорде. Ќе ми извините многу што бев малку... Ви благодарам што ни се јавивте. Црниот бумбар е запишен. За секогаш да изборите. Пријатно. Поздрав и се најдобро. Црн за првиот предлог, Анета Маневска. Децата, пазете си ги, вели, монструмите ќе ги пуштат од затвор, чии деца ќе бидат следни жртви.